Ке зборувам денеска за светлина и за темнина. И се ке речете што има врска со светлина и со темнина. Луѓе, све има врска со светлина и со темнина. Поради тоа што денеска баш размислував за оваа тема. Светлината е нешто кое што прави да гледаме. Ако немаме светлина, ако изгасам ја светло, не може да ме видите. Ако запалам светло, може да ме видите. Поради тоа што светлината прави да имаме гледка, да можеме да ги препознаеме предметите, да можеме да препознаеме што е пред нас и точно да можеме да видиме што има во нашиот простор и во нашата околина. Доколку немаме светлина, не можеме да имаме слобода во движењето, не може да имаме слобода и не можеме да имаме простор. За мене светлината, меѓу другото, прави простор, не дека кога е темно човекот нема простор, него поубаво го гледа просторот кога има светлина. Светлината доаѓа од сонце, светлината доаѓа од месечина, светлината доаѓа од сијалица, светлината доаѓа од оган, од што и да е кое што зрачи светлина. Но ако зборуваме за луѓе, имате луѓе кои што даваат светлина, имаат луѓе кои што даваат темнина, за жал. И денеска сакам да зборувам за луѓе кои што се посветени на давање светлост и луѓе кои што, за жал, свесно или несвесно, од нив не излага светлина, тоест, може би они се светли за себе, но според нивното однесување може да направат темнина во просторот на другиот човек. И кога ќе го видиме ова стварно интересно, како збориме за светлина или за темнина, е каква енергија ние имаме во нас. Некоја енергија е темна, некоја енергија е светла. И кога имаме светла енергија, кога имате човек кој што е среќен, кој што е весел, кој што мисли за доброто на другите, кој што сака да помага, тој човек прави светлина поради тоа што е светол. И кога ќе дојдете во контакт со таков човек, ви се осветлува патот поради тоа што е светлина? Знаење. Што е светлина? Мудрост. Што е светлина? Добрина. Што е светлина? Добри намери. Што е светлина? Едукација, луѓе. Едукација е светлина. Човек што нема едукација или има погрешна едукација, тој не може да има светлина. Замислете, имате некои луѓе што не се едуцирани. Кога имаш ти неедуциран човек, тој не може да има прво светлина кај себе и второ, таа темнина ја пренесува на луѓето околу него, можеби и на своето поколение, поради тоа што не е едуциран, поради тоа што нема светлина, поради тоа што не зрачи. Гледате, сум запишал тука, зашто денеска размислував на оваа тема, едноставно за светлина, за темнина, сакав да ви зборувам на вас. Да, ние сме нашата собствена светлина, но исто така треба да видиме светлина и за другите луѓе. Е сега, на некој ќе му се свиѓа ова што ќе кажам, некој не му се свиѓа ова што ќе му кажам, но се гасиме светлината кога правиме неетика. Што е светлина? Етика. Видите, од светлината криминалците се плашат. Кога ќе видите кај што има неетика, таму има темнина. Зошто? Поради тоа што во темнината се случуваат неетични работи. Например, кога ќе видите во некои делови на градот, каде што има нечесност, каде што има неетика, каде што има проституција, да кажеме, така како неетична акција, има светло там? Не бе, луѓе, има темнина. Кога ќе отидете у најтемните делови од градот, таму све има. Што не треба да има. Ме разбирате? А таму кај што има светлина, таму не доаѓа темнината. Тоест, светлината, под дејство на светлината имаме гледање, и кога човекот под дејство на светлината гледа, тоаш другите луѓе во таа светлина не се осудуваат да прават нешто затоа што другиот човек гледа. Но за да некој не гледа, прво мора да му ја затемните неговата светлина за да почне да не гледа. Видите колку интересно, зашто човекот кој што гледа, он е светлина. Човекот кој што има храброст да гледа, тој е светлина. Така, има свој интегритет, има своја честност, има своја етика. Не прави работи што не треба да ги прави и затоа ја задржува својата светлина. Ако имате човек кој што почнува да прави работи кои што не треба да ги прави, тој сам си се гасне себе си како свесност, како енергија, како светлина. И се што прави со самото тоа? Он почнува да одобрува темнина. Кога некој човек почнува да го прекршува својот кодекс на однесување, своите морални начела, своите етички правила, што се случува? Почнува да му се намалува светлината, и почнува да прифаќа темнина. И затоа полека почнува се поистоветува со некој кој што е потемнина, например, во
неговото обкружување или во неговиот живот. Но ако човекот остане етичен, морален, има своји стандарди, има своји правила, има своји принципи, ја одржи својата светлина, он нема така лесно да дојде темнината да го изеде, поради тоа што темницата може да ви изеде, луѓе. Но една работа е, мораме да правиме светлина и за луѓето кои што се во нивната собствена темница. Како? Преку едукација, преку просветлување. Гледате колку убав збор е просветлување, просвета, нели, просветлување така натаму. Сето тоа некој да ти е свето нештото, нели, да ти е светло, значи да имаш светлина. Сега целата идеја е дека мораме да ги едуцираме луѓето околу нас за да бидат малку помалку темни, тоест да станат да бидат повеќе светли. Што ја гаси темнината во нашиот живот? Непостигнување на зададената цел, неодржување на ветениот збор, пак е тоа на некој начин етика. Оправданијата, тука сум напишал оправданија, не гасат нашата светлина. Поради тоа што прави оправданието? Те прави поглуп, потупав, те прави да не гледаш, те прави да немаш периферна перцепција околу тебе, едноставно човеков не ќе да гледа. Не ќе да гледа поради тоа што му е страф од тоа што ќе го види, поради тоа што треба да го соочи, поради тоа што треба да преземе акција. И решението за него, наводници, е да не гледа. Решението е да ја прифати темнината на околината и решението за него е да биде потемен. Некојаш луѓето ќе ме прашат: "Аве, жаре, боле е да си свесен у животов или да не си свесен у животот?" Луѓе, некојаш луѓе ќе ме речат: "Абе, несвесните полесно поминуваат." Не е така. Ете. Несвесниот не знае што може да коригира. Свесниот коригира во својот универзум и во универзумот на другите луѓе коригира работи поради тоа што е светлина, поради тоа што ја има светилката во себе, поради тоа што гледа што прави, гледа кај оди и им помага на другите да видат, и ако е стварно многу умешен и паметен, не дека ја држи собствената светилка па другите да го следат него, на секој еден од него ќе му направи он сам да ја држи својата светилка, својата сијалица, да зрачи толку многу позитивна енергија што ќе се осветли целиот негов пат, за да не биде темнина. Како тоа го правиме тоа преку едукација. Колку повеќе човекот е едуциран, толку повеќе знае. Колку повеќе знае, толку повеќе знае дека не треба да греши за некои глупи работи кои што ќе му го земат данокот на неговата светлина. Поради тоа што ќе прави човекот премногу компромиси, човекот ја губи својата светлина. Поради тоа што премногу компромиси, преголеми компромиси ја губат вашата светлина. Гледайте, што друго прави темнина во животот на луѓето. Имате критичари. Критичарите се темница, да ви кажам. Критичарот секогаш прави темница во животите на другите луѓе. Така, некојаш ја си ке зборувам за оваа тема, ама некојат ке рече тој овој кој урочен да е. Нема да е тој урочен или не, тој е критикуван многу. Тој е толку многу критикуван да се однесува неспособно, да се однесува дека не може, да се однесува дека не зна и не му оди у животот. Зошто? Поради тоа што некој го искритикувал до таа мера да човекот уствари нема способност да биде, да крире и да прави грешка. Овој некој го урочил. Го урочиле? Ама како луѓето биваат урочени? Критика, не те бива, за никаде си, катастрофа си, за ништо не те бива, деве, не си способен за ова, не си способен за оној. Кога ќе му фрлиш таква енергија на некој човек, дека не е способен, дека не го бива, дека е ваков, онаков, и како ќе се однесува на крај? Ќе му тргне во животот, ќе му оди во животот, тој ќе се плаши да не сгреши, ќе се плаши да биде, ќе се плаши да прави, затоа што ќе го критикуваат, и вика: нема да имам акција, нема да крирам, нема да творам, а сето тоа прави светлина. Креацијата прави светлина, акцијата прави светлина, он се повлекува, седи на едно место, ништо не прави, и сега, што се случува? На некој начин он мисли дека не му оди во животот, ама не му оди поради тоа што не презема акција, поради тоа што се плаши да им идеи, затоа што бил критикуван, а бил критикуван затоа што има околу него некој кој што не знал како да го подучи, сем со постојана критика. Не зборам дека на некои луѓе не им треба по време на критика, ама 3 пофалби и 1 критика прават светлина. 3 критики и 1 пофалба прави темнина, ама тие што има 3 критики, обично знаете како пофалбата ја дават. Со пола заби, ни заби што вика, да бе, ке те пофали, ама болje да не те пофали, ке те пофали и одма после тоа ама. Тоа пофалба ли е, бе, луѓе? Не е пофалба. Значи, тие што има 3 критики и 1 пофалба, ја одма знам дека и таа 1 пофалба не е пофалба, поради тоа што и таа 1 пофалба ќе иде веднаш свртена у 4-та критика, поради тоа што ако имате критика и ништо не чини, околу вас ќе има темница. Темница. Човекот не гледа, на прав пат ќе се собне, ќе падне. Мислиш дустабане? Не.
него е затоа што некој до толку многу го критикувал, да човеков не гледа. Секако дека има луѓе што се достапан, кои што не ни паѓаат, него трчат и се многу спретни, многу способни. Имаш луѓе кои што немаат рамни табани, паѓаат. Ама тоа нема врска со табаните. Сега измислувам само примери. Гледате, не станува збор дали некој ваков или онаков, него станува збор дали критикуван, дали во околина што го цени или дали во околина што не го цени. Сега, ако имате луѓе што се во околина што не ги ценат, кои што ги критикуваат, тие се утемница. Зашто се замислени? Затоа што цело време се особствениот ум, затоа што не значи им се случува, имаат конфузија, затоа што секоја критика ти прави конфузија, конфузијата не ти дава да видиш бел ден. Гледате, има убав цитат од филозофот Хабард, вели: сигурноста е јаснотија на гледањето. Видите колку бава дефиниција. Сигурност е јаснотија на гледањето. Ти ако јасно видиш, и го гледаш некој каков е, па ти имаш сигурност. Ама некој ако цело време ти фрла тебе прашина, ти фрла песок у очи, ти не можеш да видиш јасно. И што преш? Имаш конфузија. Фактички имаш песок пред очи, имаш темница, затоа што критиката го прави тоа. Сега, многу е важно да бидеме светлоста за самите нас и многу е важно да бидеме светлост за околината. Луѓе, многу е важно, ако сме светлост за околината, ќе бидеме и светлост за нас, иако не е секојашова вистина. Поради тоа што имате луѓе кои што цело време се вложуваат и даваат за други луѓе, ама никогаш да се наградат и да си дадат позитивна енергија и позитивни работи на себе, поради тоа што се научени така. Може би биле научени од некој што ги критикувал цело време. Ама како и да е, ако помагаме на другите, помошта дава светлина. Ете, помошта е светлина. Но и желбата да прими човек помош е светлина. Имате некој човек што се знае, што не ќе да прими помош. Поише светлина ќе има ако дозволи да му биде помогнато. Ако прифати помош. Ете, целата идеја во врска со помош на општеството, помош на луѓе, помош на околината, тоа е прекрасна работа. Зошто? Поради тоа што прво не ги прави горди на себе, не зголемува самодовербата и сигурноста. И што се случува? Едноставно зрачиме од нас. Ако се вратиме на скалата на емоции, што зборев пред некој ден, скала на емоции има од исто од филозофот Хабард, кај што ги има рангирано сите тие емоции од највисоки на најниски. Тие емоции имаат своја бранова должина. Гледате, тоа се емоции, затоа што вие чувствувате кој како бран на енергија, емоцијата. Ако ви имате позитивна емоција како некој друг човек, гледате, правите се чувства неува, ама ако почнете да имате љутина, ако почнете да бидете огорчени кон него, почнете цело време некоја негативна емоција кон тој човек, она што ќе се случи, тој човек ќе почне да затемнува малку. Затоа што го нема својот простор. Затоа што е сигурност? Да имате простор свој. Да знаеш дека можеш да грешиш. И ако знаеш дека можеш да грешиш, нема да грешиш. Ама ако си во околина која што цело време те критикува и цело време те смалува, нема да имаш шанса да имаш свој простор и ќе се плашиш да не сгрешиш. И на тој начин нема да имаш светлина. Ете, светлината доаѓа од твојата способност, светлината доаѓа од твојот простор. Светлината доаѓа од твојата несериозна одговорност. Тоа е светлина. Имате некој човек што е цело време сериозен. Тој е малку потемен од овој кој што е несериозно одговорен. Не зборам за несериозно неодговорни луѓе. Зборам за несериозна одговорност, каде што човекот си го постигнува тоа што го сака, ама не е сериозен. Сериозниот човек прави тензија, прави притисок, прави мал простор. Ако се вратиме на дефиницијата на анксиозност, анксиозност потекнува од латински збор ангере. Ангере значи да гушиш некого на латински. Ангере доаѓа од збор ангст. Ангст на индоевропејски. Индоевропејски бил стар јазик од кој што се развили индиските европските јазици. Ангст на индоевропејски значи мал простор. Ангст на германски е страв. Че гледате, анксиозност, страв, значат мал простор, ограничен простор. Па изборот депресија, Д е надоле, пресија, притисок. Што значи депресија, мал простор? Така, и стравот, и анксиозноста, и депресијата ќе ви дадат потемно. Храброста, одлучноста, вербата во себе ќе ви дадат светлина. Знаењето ќе ви даде светлина. А работа на себе дава светлина. Знаете, кога човекот работи на себе, ќе има сознание, просветлување, вау, собствена вистина, видел некој за нешто во собствениот универзум, што он го коригирал, затоа што човекот се просветлува преку работа на себе, преку едукација, во врска со животот, во врска со самиот себе, и на тој начин доаѓа до светлина во неговата аура. Аурата му свети. На кој човек? На тој што е среќен, а кој е среќен? Тој што знае, тој што е исполнет, тој што има цели, тој што постигнува цели и така натаму, и така натаму, и така натаму. Така да многу е важно, нели? Ангст, ангере,
на латински значи да гушиш некого, анксиозност, ангере, да гушиш некого, ангст на германски е страв, ангст значи на индоевропейски мал простор, депресија, мал простор. Живете во просторот. Сакате да направите светлина во вашиот живот, направете настани. Креете настани. Викнете пријатели, излезете со пријатели, прошетајте, бидете некаде. Отидете на некое место кај што не сте биле, излезете од рутината на секојдневието. Тоа ќе направи простор. Следствено, тој простор ќе направи светлина. Гледате, и повеќе уживање ќе има во животот, поради тоа што имаме простор, поради тоа што имаме светлина. И дружите се луѓе што ви дават светлина. Дружите се со луѓе што не ви пренесуваат цело време негативни информации, не ве критикуваат цело време. Него ќе најдат нешто убаво, позитивно, добро во животот. Тие луѓе даваат светлина. Ето наредната, оваа недела, не знам дали во среда, мислам дека е меѓународен ден за пријателство и ќе зборувам за пријателство, само не знам дали во среда или во петок или во четврток, тука е некоде. Вистинските пријатели, луѓе, даваат светлина. Имате скриени непријатели кои што ви се прават дека ви се пријатели, уствари ви даваат цело време некои критики, омаловажување, спуштање и така натаму. Не праваат светлина. Креете простор. Затоа што од ова што го кажав, анксиозност, ангере, да гушиш некого, ангст, ангере, доаѓа збор ангст, ангст на индоевропејскиот мал простор, ангст на германскиот страв, мал простор, депресија, мал простор. Креете простор. Колку повеќе простор создавате, просторот луѓето го дават. Имате луѓе што ви зимаат простор, имате луѓе што ви даваат простор, имате луѓе што ви даваат темници, имате луѓе што ви даваат светлина. Бидете прво вие светлината, за вас треба да одлучите, да бидете светлина за вас, да бидете едноставно волни, да работите, да бидете етични, да бидете морални, да бидете честни. Некојаш треба да одите по тешкиот пат за да стигнете на исправното место, одете го, затоа што така работите на вашата светлина. Кај нас некојаш ќе кажат луѓе, дај бе некоја комбинација да направиме, одма знаеш чиме комбинација, дека не е нешто баш наетично. Тие комбинации ја гасат нашата светлина. Како што кажав, лесно е, полесно е некојаш човекот да дојде до материјален успех, поради тоа што некогаш до материјален успех се доаѓа на нечестен начин. Секој е честно тие што дошле до материјален успех на честен начин, поради тоа што не изгубиле својата светлина. Но многу често ќе видите луѓе кои што дошле до материјален успех на нечестен начин ја изгубиле својата светлина. И затоа е потешко човекот да успее со духовен успех, зашто духовниот успех и нечестност не идат еден со друг како зборови. Духовен успех и нечестност не идат заедно. Ментален, духовен успех, гледате, не иде со лаги, интриги, превари и така натаму. Така да мора да го држите вашето светло. Мора да работите тоа ваше светло се зголемува повеќе и повеќе и повеќе, поради тоа што на тој начин не само што го осветлувате вашиот пат, уште поважно, го осветлувате патот за другите. Бидете некој кој што ќе го осветлува патот за другите луѓе. Ви посакувам убава вечер, се гледаме повторно во среда. Чао!